Заев не кажа конкретно дали ќе ги почнеме преговорите за влез во Европската унија, како што бара Бугарија, како македонци со македонски јазик, ама создаден 1944 година. Само кажа дека не се преговарало за македонскиот народ, идентитет, јазик, ама не одговори дали ќе попуштиме пред Софија за да не блокираат повторно. Однесувањето на Бугарија кон Македонија Заев го гледа поврзано со незадоволството на Бугарија за динамиката на преговорите. Причините ги гледам во друго, ги гледам во не задоволство од страна на Бугарија за динамиката на исполнувањето на договорот за пријателство, веројатно биле поголеми очекувањата. Ги гледам заради тоа што се отвори вака темите, можеби несоодветно, невнимателно по прашањето долгото и краткото име Република Северна Македонија со Северна Македонија, дали има територијални претензии или слично. Јавно кажа дека не снимале такви претензии и дека нема проблем преку изјава или нота тоа да го потврдиме. Премиерот откри што имало во нон-пейперот кој Бучковски му го даде на Борисов. Како што рече, тоа било речиси истото она што тие како влада го зборувале, односно акцискиот план, употребата на краткото односно долгото име на државата и за тоа дека немаме територијални претензии. Иако добивме вето од Бугарија, Заев тврди дека тој и владата немале никаква вина за тоа. Се надевал дека штетата на евроинтеграцијата ќе се надомести бргу и кажа дека ќе преговарал со Бугарија, се дори не се најде решение. Заев кажа и дека очекувал за 5 до 7 години државата да стане полноправна членка на Европската унија, а во неговиот мандат да се отворат дури 80% од поглавијата. Опозицијската ВМРО ДПМН не реагира. Заев и СРСМ го распродаваат идентитетот. Го осудуваат интервјуто на првиот човек на владата за БГНС и велат ќе побарат интерпелација најпрво на Димитров, а потоа и на владата. Заев и Димитров се тандемот кој ветува европска еднина, распродадува се што можеше да се распродаде овие 4 години од гордоста и она малку што остана сакаат и тргуваат со него, а всушност гледаме дека не доведува до ќорсокак. За ова мора да се понесе одговорност. Имаме повеќе чекори кои ќе водат кон рушење на владата, која е без легитимитет. Но првиот ќе биде поднесување на интерпелација за Димитров во собранието. Инаку за во среда е закажан состанок на амбасадорите во Брисел, на чиј дневен ред ќе биде и прашањето за Македонија. Вице-премиерот Димитров истакна дека не би сакал да дава големи надежи околу исходот, но рече дека германското претседателство немало да крене раце од решавање на проблемот со блокадата на Бугарија.